Политичките партии започнуваат да разбираат дека заедницата со хендикеп треба да стане дел од нивниот електорат, но за жал во нашата земја се уште е ниска јавната свест по ова прашање. Организацијата Полио Плюс Движење против хендикеп заедно со фондацијата Вестминстер започнале соработка со политичките партии, кои што во иднина ќе треба да ја вградат Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп како дел од нивните програмски начела. Политичките партии започнуваат да бидат свесни, меѓутоа сепак мора да имаме во предвид дека ова прашање е премногу ставано под тепих и за прв пат почнуваме поактивно и погласно да се зборува за ова прашање. Особено сме срекни затоа што сите политички партии покажаа една поинаква и отвореност, но и спремност да работат со ова група на граѓани, да ја препознати како заедница, но и да сознаат дека нашите права во основа треба и на еднаква основа да ги оствариме како и нивните права. И меѓутоа ќе треба сигурно повеќе време затоа што голем број на бариери постојат во нашето општество со кои што ние како заедница се соочуваме, почнувајќи од општествените бариери, институционалните бариери, бариерите во средината кои за жал никако не најдовме како држава сила да ги надмениме. Организацијата Полио Плюс се залага лицата со хендикеп да бидат поактивно вклучени како идни креатори на политиките во нашата држава. Се надевам дека овие избори, следниве избори ќе ни бидат најинклузивни, затоа што сите политички партии најавија дека ќе предложат кандидати кои што ќе бидат пратеници на добитни места и се надевам дека тоа ќе се реализира, а воедно дека и нивните програми ќе бидат едни од најинклузивните, пристапни и достапни за сите граѓани со хендикеп. Во Тетово се одржува 3-дневен семинар, односно обука за представници на политички партии, комуникација достапна за сите. Во следниот период организаторите планираат обуки за идните кандидати на политичките партии кои се со хендикеп за надградување со вештини во таа област.